Убавината на овој конкурс беше тоа што кога ги гледавме сите апликанти, сите беа толку исти во таа желба да сакаат да го искажат моментот дека во светов различностите навистина се исти. Жарот беше преголем и навистина беше тешко да се избере, но идејќи по тој основен критериум, ја мислам дека тоа ја барем што го избрав дека е сосема окей. Мене навистина ми се допадна делото на Софија Петковска, бидејќи ми беше уникатно, односно низиното дело е поезија, по тоа што можев да забележам. Во делото се прикажува голема доза на емпатичност, што е навистина важно еден автор да го поседува. Потоа сплотеност, исто така се зборува и за раздвоеноста помеѓу луѓето. И уште нешто што би сакала да потенцираме дека таа има навистина една убава порака за тоа колку луѓето треба да се почитуваат без разлика на онаа позадина од која што доаѓаат. И затоа Софија беше мојот избор. Да ве запознам, ни рече заедничкиот познајник и повеќе не бев X, што него засега Y. Всушност ова се воведните стихови од песната Равенка со две непознати. Песна која на еден многу возбудлив начин го тангира прашањето на другоста, на другите, поврзувајќи го овој феномен од нашите животи со математичкиот предизвик наречен систем од равенки со две непознати. Нели како со во математиката практично x преку осознавањето на x доаѓаме до y, всушност оваа песна мощна од Лидија Димковска на еден многу ефектен начин всушност се осврнува на тоа дека ние се запознаваме себе си, запознавајќи ги другите. Оваа песна всушност покажува дека тие два процеси се непрекинати. Се говори и за равенките во животот и на еден многу возбудлив начин. Нели, песната е прилично екстензивна. Во 80-тина стихови се преплетува есеистичкото размислување на оваа длабока тема со личните искуства на авторката. Така што тука има три теми кои се преплетуваат. Темата на граничните ситуации, темата на вербалната комуникација и запознавањето како чин на откривање на аспекти од себе си и секако една од најголемите теми на светската литература во која се вкрстуваат темата на алтеритетот, односно другоста и идентитетот, а тоа е темата на двојникот. Имено во оваа песна се истовремено и се евоцира еден спомен од детството на писателката поврзан со чинот на допишување, така што преку оваа песна читателите чувствуваат дека соочувањето на другоста е неразделно од чинот на пишување, од чинот на допишување или ако сакате воопшто од чинот на соочувањето со уметноста. Имаше многу убави слики и на сите конкуренти им беа убави сликите кои што беа пријавени за овој конкурс. Меѓутоа, сликите на Марија Поповска беа посоодветни за темата која беше најавена од страната на конкурсот.